Влезот на бугарите во уставот ќе значи влез и во државната администрација и во програмите на МРТ, каде би можела да се шири антимакедонска пропаганда на македонскиот јавен сервис. Овие права ги предвидува македонскиот устав за припадниците на помалите етнички заедници, што би станали бугарите. Македонија како држава би имала законски обврски да финансира и помага отворење на бугарски културни центри, финансирање на проектот културата на македонските бугари, што би значило и дека Македонија само би финансирала негирање на македонската држава, ако ги знаеме ставовите на официјална Софија и само освестените бугари во државава. Според експертите, ова е само првото од серијата нови барања на официјална Софија. Според Синиша Пекевски, нивните апетити само ќе растат по евентуалниот влез во уставот. Тоа е еден процес кој ќе трае подолго време и започнува прво со внесување на нив во уставот. Понатаму ќе има, како ќе поминува времето, така ќе се зголемуваат само барањата од вработување до задолжително учење на јазикот во училиштата, па понатаму зборување на јазикот во администрацијата, и понатаму ќе бараат и буџет за печатење на книги, за снимање на емисии, за вработување. Македонскиот председател Стево Пендаровски, кој веќе кажа дека нема да пропаднеме како држава ако ги внесеме бугарите во уставот, сега е и на ставот дека ништо немало да се промени со нивниот влез. Дали знаете што Македонија треба све да исполни по внесувањето на бугарите во уставот? Ништо. Како ништо? Значи, според европската преговарачка рамка, која усвоивме лани во парламентот и ја гласавме, во транспарентна постапка, во жив директен пренос за сите медиуми, само тоа е предуслов за да продолжиме со преговорите. Околу обврската да вработуваме бугари во администрацијата само поради нивната етничка припадност, вели нивниот број бил мал, па немало да биде никаков проблем. Со внесување на бугарите во уставот, ние ќе мораме да имаме, според процентуално вработување во државна установа и ќе мораме да има тони канал на МРТ-4, каде што ќе може да чета пропаганда против Македонија. Тоа нема врска со каналот на МРТ нема врска со европската преговарачка рамка. Вработувањето, знаете колку проценти бугари живеат во Македонија? 0,19. 0,19. Како ќе бидат? Ако се пријавам како бугар утре, например. Па не би ти препорачал да се пријавиш како бугарин. Пекевски го повика Пендаровски со лична одговорност да потпишал дека внесувањето на бугарите во уставот ќе било последно бугарско барање. Нека потпише дека само е тоа, било кој председател од позиција на председател да не се менува, дека тоа е тоа, дека овие се последните барања што и окей. Ако е само внесувањето на бугарите, супер. Внесувањето на бугарите во уставот е првото барање на официјална Софија со која Македонија би добила зелено светло на европскиот пат, но тоа нема да биде и последно. Секојдневно таму не стигнуваат пораки дека ќе мора да исполниме уште многу други барања за да немаме нови европски блокади.